Американскиот производител на процесори ADM објави дека постигнал договор за долгорочно снабдување со чипови за вештачка интелигенција за компанијата OpenAI, сопственик на ChatGPT. Според договорот, ADM ќе испорача стотици илјади графички чипови Instinct Mi-50 со вкупна моќност од 6 гигавати, почнувајќи од втората половина на 2026 година. Првиот пакет од 1 гигават ќе биде инсталиран во нов центар за податоци на OpenAI во текот на следната година. Договорот вклучува и опција за OpenAI да купи до 10% од сопственичкиот удел на ADM, преку 160 милиони акции по символична цена, распределени во неколку транши што ќе се активираат со исполнување на технолошките цели. ADM очекува соработката да донесе приходи од повеќе од $100 милиарди во наредните 4 години, не само од OpenAI, туку и од нови клиенти во секторот за вештачка интелигенција. Извршниот директор на OpenAI, Сем Алтман, оцени дека партнерството ќе овозможи создавање на сопствена инфраструктура за напредна вештачка интелигенција, доволна за идните потреби на компанијата. OpenAI направи значаен премин. Сега ChatGPT може да управува директно со апликации како Spotify, Canva, Figma, Zillow, Expedia Booking, Coursera и повеќе, без корисниците да го напуштаат чет интерфејсот. Покрај тоа, компанијата го објави новиот SDK, со кој програмери можат да креираат сопствени ChatGPT апликации кои ќе бидат достапни преку посебен каталог. OpenAI најави и дека наскоро ќе се интегрираат апликации за Uber, DoorDash, Instacart, OpenTable, TripAdvisor и други, но во овој момент тие не се достапни за корисници во Европската унија. Google развива нова функција наречена Computer Control, која ќе овозможи агенти самостојно да управуваат со Android апликации, целосно без рачен внес. Откриена во кодот на Android 17, оваа функција представува голем чекор напред во автоматизацијата, за разлика од алатки како Tasker. Computer Control користи вештачка интелигенција која разбира природен јазик и самостојно извршува задачи. Технолошката основа на Computer Control е VDM, систем воведен со Android 13, кој овозможува апликациите да работат на виртуелни екрани во позадина. AI агентите можат да извршуваат дејства како пребарување, скролување, пуштање видеа или внес на податоци без да го попречуваат корисникот. Системот вклучува и огледало на виртуелниот екран, со што корисникот може да го следи автоматизираниот процес во реално време. Computer Control користи специјална Computer Control Session, а само апликации со одобрени од типот Access Computer Control ќе можат да пристапат до функцијата, и тоа со експлицитна дозвола од корисникот. За сега не е познато дали обработката ќе се врши локално или преку облак, но Google јасно покажува дека иднината на Android ќе биде во рацете на интелигентни агенти, способни да извршуваат сложени задачи без човечка интервенција.